Мерки против раст на цените за сега нема, иако од владата неколку пати најавија дека ќе се донесат многу скоро. Сега од Министерството за економија чекаа да заврши јули, па потоа ќе се одлучува дали има потреба. Сепак Дурмиши оптимист дека ќе има стабилизација. Предходно во јавноста се споменуваше дека најверојатно ќе бидат слични на претходните, но Дурмиши не сакаше да открие со какви мерки ќе се делува ако дојде до тоа. По завршувањето на мерките нормално е, очекувано е да растат цените. Тоа е, како да ви кажам, природните ефекти од суштински како функционира пазар. И од месец мај до месец јуни имаме стабилизирање на цените. Чекаме и овој месец. Следната недела се очекува и нова средба помеѓу синдикатите, владата и работодавачите, на која освен за мерки ќе се разговара и за новата кошничка на владата, која ја скрои откако имаше забелешки дека во онаа на ССМ има спорни работи. Дурмиши кажа дека веќе се разговара и околу новите 5 за пензионери, за млади брачни парови, за 3 и 4 члено семејство, нешто што пред неколку дена го соопшти премиерот Мицкоски. Сите имаат различни потреби. Пензионерите трошат повеќе пари за апчиња, младите трошат за нешто друго. И додека се чека да падне одлука дали ќе има мерки или не, статистика и ССМ со алармантни податоци. Месечните трошоци постојано растат. Последно анализата на синдикатот покажа дека само кај храната и пијалаците за 3 месеци поскапувањето е 10%. Статистика пак измери инфлација од 4,5% во јуни во однос на јуни лани. Најголемо поскапување е забележано кај зеленчукот, овошјето, а цените пораснале и кај другите производи: маслото, мастите, сирењето, јајцата, лебот. За една година пак според статистиката, зеленчукот поскапел за речиси 50%, а овошјето за над 20%. Проблемите со цените траат подолго време и се очекуваше со законот за нефер трговија да завршат. Сега пак се најавува нова стратегија за долгорочно решение преку зголемено домашно производство и намален увоз.